Добра вечер. Го следите дневникот на Канал Плюс. Пред се да ги погледнеме краткиот преглед на настаните. Откупот на тутун финишира. Тутунарите незадоволни од цената. Најниско се цени тутунот за кој нема договор за откуп. Започнува исплатата на средствата од хуманитарните акции за санирање на штетите од поплавите. 260 домакинства ќе добијат 10 милиони денари. Штипскиот совет ја поддржува одлуката за регионален план за управување со отпад. На истокот му треба регионална депонија каде со отпадот ќе се управува по европски стандарди. Привршува откупот на тутун во регионот. Тутунарите се незадоволни од откупната цена. Тутунот за кој производителите немаат склучено договор за откуп се откупува без пари. Тутунар од Радање наместо на откуп денес родот го фрли во река. Незадоволен од ниската откупна цена, Мустафа Сулейман од Радање, чие семејство живее од тутуно производство, наместо на откупниот пункт, одлучи тутунот да го фрли во коритото на блиската Суводолица. Зошто во реката наместо кај откупувачите? Зошто го фрли 4 пати носи, вика, скапан, вика, назад, вика. Скапан? Скапан, вика, а не е скапан. Во бахтото, но скапан, вика, назад. И влажна, вика, па назад. 4 пати носи, нервоза фрли долу. 500 кило тутун фрли долу. Револтиран од понижувачки ниската цена и неговиот син, инаку ученик во средно училиште. Те ниска. Едно кутија цигари 60 динара, а едно кило тутун 15 динара. Шо е тоа? Ништо. Цела година работеме, ништо. 1000 кила извадеме и колку фаќа тоа месечно, не фаќа по 5000. Јусуф Алиов пак од истото село едвај набавил амбалажа. Продал околу 200 килограми, но поголемиот дел се уште му стои неспакуван. Па имам издане па 2 тона. Да. Нели е продадено уште? Да не сум давал па 200 кило тутун. Другите остана. Тражеш кутија, не дават кутија. Мало кутија тутун остана. По 14. Ова година е слабо, иструјаме се и винца. Сите се. Ке мене тука некаде 5-6 динара. Во едни вакви услови секој се снаоѓа како знае и умее. Дел од нив веќе стапиле во контакт со откупувачи од соседните градови. Сега планирам да носам Ниготино. У Карвинци не носиш? Не. Дек шо ќе носам у Карвинци 15 динара, вај у Карвинци 15 динара. Те вај 15 динара у Карвинци, човекот за шо фрли во реката. Откупот на тутунот од минатогодишната реколта во Штипска и Карбинска општина привршува. Годинава, за разлика од порано, впечатлива беше нетранспарентноста на дел од откупните предпријатија, во што и самите се уверивме кога ни беше забрането да ја задоволиме нашата професионална обврска на еден од откупните пунктови во Карвинци. Токму поради ова и овој прилог го завршуваме без неопходниот коментар од другата страна, во случајот откупувачите. Советот на општина Штип ја поддржа одлуката за донесување регионален план за управување со отпад во источниот плански регион. Регионалната депонија ќе стави крај на постоењето на сегашните градски депонии, каде отпадот не се третира согласно европските закони. Во однос за постапување со отпад и законот за управување од страна на Европската унија беше распишан јавен меѓународен тендер за изготвување на регионален план за отпад во источнопланскиот регион. Од нивна страна беше избран планот на кој начин и како ќе биде постапувањето со отпадот, односно собирање, преработка и депонирање на самата депонија. Во период од 2013 и 2014 година беа изготвени повеќе сценарија за управување со отпадот во источнопланскиот регион. Кај нас конзорциумот Енвироплан и експертите на Енвироплан беа го предложиле сценариото 3Б.
се работи за сценарио на две канти, значи селектирање на отпадот од самиот извор на создавање, односно од самите домаќинства. Што значи ние ќе имаме една канта каде што би го ставале биолошко разгладривиот отпад и втората канта каде што би ставале рециклирачки материјали, се мисли на пластика, метал, хартија и друг вид на отпад. Од овде се поставува прашањето дали овој регион има стандарди за депониите, но согласно со директивите на Европската унија за депонии и депонирање, општинските депонии во источнопланскиот регион не се според европските стандарди. Сепак во иднина овие депонии ќе бидат според стандардите. Засега свестака и граѓаните во врска со фрлањето отпад и во изминатиот период има позитивни реакции и се придржуваат на соодветните места, што значи дека нема големи површини што се фрла овој отпад и се очекува до 2020 година да се намалат количините на создавање непотребни депонии. Советот за етика во медиумите на Македонија објави свое соопштение во кое изразува загриженоста поради прислушкувањето на новинарите, кое е спротивно на етичкиот кодекс. Советот за етика во медиумите на Македонија изразува сериозна загриженост по сознанието за прислушкување на околу 100 новинари, по кое објави и свое соопштение во кое го наведува ставот дека со тоа се нанесува голема штета и последици врз работата и угледот на новинарите, како и врз работењето на медиумите воопшто. Наведуваат и дека прислушкувањето на новинарите сериозно ја прекршува слободата во изразувањето и во такви услови не може да стане збор за етика во информирањето на јавноста. А ова е целосно недозволиво во едно слободно и демократско општество. Новинарите имаат право да добиваат и објавуваат информации, а истовремено да изнесуваат критички ставови. Тие имаат право на свое мислење и убедување, како и на негово искажување преку средствата за јавно информирање. Во својата работа новинарите не смеат да бидат изложени на притисоци и да бидат принудени да действуваат спротивно на своите размислувања или убедувања. Советот смета дека новинарството како професија има голема улога во заштитата на демократските вредности, а во работата на новинарите е неопходно да се создадат сите услови за информирање на јавноста на честен, непристрасен и сеопфатен начин, стои во соопштението на Советот. Денес се навршуваат 11 години од трагичната смрт на македонскиот председател Борис Трајковски. Трајковски загина во авионска несреќа во Босна и Херцеговина близу Ротимље. Во авионската несреќа пред 11 години, освен македонскиот председател, загина и 8 члената делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. 11 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа во близина на Мостар. Во Скопје, во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел, цвеќе на гробот на Трајковски ќе положат повеќе делегации и граѓани. Годишнината од смртта на председателот Трајковски ќе биде одбележана и пред платното на спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Цвеќе ќе биде положено и на спомен обележието во Ротимље во Босна и Херцеговина. Во авионската несреќа што се случи на денешен ден во 2004 година загина председателот на Македонија Борис Трајковски и 8 члена македонска делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. Од денес започна јавно-информативна кампања за Законот за кривична постапка, каде граѓаните ќе имаат можност поефикасно да се информираат за своите права и обврски со цел да бидат заштитени како интересите на државата, така и правата на обвинетите. Започна јавно-информативна кампања насловена побрзо, поправично, поефикасно за Законот за кривична постапка. Целта на ваквата кампања е македонската јавност да се запознае со новините што ги воведува реформираниот Закон за кривична постапка, што се применува од 1 декември 2013 година. Со законските измени поедноставени се правните постапки и обезбедена е рамнотежа помеѓу интересите на државата и правата на обвинетите.
Иницијативата за организирање на информативната кампања е поради тоа што граѓаните не ги знаат доволно своите законски права и обврски, а со тоа надлежните велат дека страда правниот систем во Македонија. Кампањата на Советот за владење на правото е поддржана од УСАИД, а се надева дека македонските граѓани подетално ќе се информираат за Законот за кривична постапка. Законот треба да обезбеди побрзо и поефикасно водење на правната постапка, но истовремено да биде фер и правичен, односно да ги штити како интересите на државата, така и правата на обвинетите. Информациите може да ги дознаат преку телевизиски и радиски реклами, билборди, постери, брошури и на веб страницата. Кампањата е отворена од денеска, а ќе трае до април. Од денес започна исплатата на средства на 260 домаќинства погодени од поплавите. Семејствата ќе добијат помош во износ од 14 до 110.000 денари. Средствата во висина над 10 милиони денари се собрани во хуманитарните акции. Започнува исплатата за штетите од поплавите. На 260 домаќинства погодени од поплавите во повеќе општини во Македонија, од денеска ќе почне да им се исплаќаат средства за санирање на штетите. По направените записници направена е детална проценка која покажа дека за санирање на овие штети се потребни над 10 милиони денари, кои семејствата треба да ги добијат до наредната недела. Представници на центрите за социјална работа на Црвениот крст на Република Македонија и од загрозените општини направија попис на она што било уништено во домаќинствата, така што семејства кои претрпеле штети за време на поплавите во Штип се 4, а исто толку и во Чешиново, Облешево и Пехчево. Надоместокот на средства што можат да го добиваат семејствата е поделен во 10 групи, во зависност од претрпените штети. Потребните средства во висина од над 10 милиони денари се дел од собраните средства во рамки на хуманитарната акција. Најниската сума на средства е 14.000, а највисоката до 110.000 денари. Нови кружни текови, нови тротоари и уредување на крстосници стои во програмата за работа на ЈП Стипион за оваа година. Ова штипско јавно предпријатие минатата година во поглед на постигнатото ја цени за успешна. Главните проекти кои вработените во јавното предпријатие Стипион ги завршија во 2014 година се тримпатеката околу Исарот, пешачката патека во коритото на река Олтиња, рехабилитација на тротоар на улицата Димитар Влахов на потегот од ректоратот до мостот во Ново село и дел од булеварот Партизанска. Дел од улица Партизанска во должина некаде од 400 метри од диспанзерот, стариот диспанзер некаде до Црвениот дол, се реконструираше, односно се прошири коловозот како една магистрална сообраќајница со ширина од 7 метра, претходно беше некаде 5,5 метри. И сега имаме делумно проширување и изградено нов тротоар. Таму престои веројатно осветлување на тој дел од улицата. Што се однесува до проектите предвидени за оваа година, во однос на сообраќајот и уредувањето на градежното земјиште, пред се предвидено е да се уреди крстосницата на улиците Борис Крајгер и Сремски фронт во Сењак, која со брзиот развој на оваа населба е се повеќе оптоварена. И за таму веќе имаме изработено комплет сообраќајно решение кое што предвидува светлосна сообраќајна сигнализација, но треба да се допроектира во смисол на електрифицирање таму на тој дел и останува уште одреден градежен дел да се допроектира. Јовев истакна дека веќе е изработен проект за кружен ток кај Дујлето, со кој значително ќе се растерети сообраќајот во тој дел од градот, а за периферните делови, за побезбедно движење на студентите, се планира тротоар од кружниот ток до кампус 4. Сепак, сите проекти за оваа година ќе зависат од финансиските средства со кои располага општинскиот буџет, односно колку средства ќе бидат одвоени за овие намени. Дваесетина таксисти во Виница денес ги започнаа обуките за добивање сертификат за автотакси возач. Ова е законска обврска за таксистите и за такси компаниите. Освен овој сертификат, таксистите треба да имаат и познавање од англискиот јазик. Над 20 такси возачи од општина Виница денеска присуствуваа на обуката за добивање сертификат за автотакси возачи.
Обуката се спроведе во основното училиште Гоце Делчев во организација на локалната самоуправа на општина Виница. На обуката присуствуваат таксисти од повеќе компании кои работат како такси возачи или имаат сопствени такси компании. Тоа се најновите измени во законот за превоз во патниот сообраќај е предвидено, така да секој возач на такси возило, односно секоја такси компанија, доколку запослува луѓе кои ќе работат како такси возачи, секој од нив треба да има сертификат за автотакси воzač, кој е воедно и услов за добивање на лиценца за такси дејност. Според она што се организиравме и се договоривме, некаде преку 20 автотакси возачи треба да има. Тоа ќе биде етапно направено во неколку групи, ќе се изврши обука и луѓето ќе полагаат за возачите ќе полагаат за да го добијат тој сертификат. Општината го организира терминот и полагањето. Ние ја правиме само обуката. Согласно новиот закон, секој возач задолжително мора да поседува сертификат за такси возач за да може да ја обавува својата дејност. Покрај ова, таксистите треба да имаат и познавање на англискиот јазик, зашто посетуваат организирани часови по англиски јазик, кои исто така се во организација на општината. Државниот завод за статистика објави дека просечната нето плата по вработен за декември 2014 година изнесува 22.407 денари, а бруто износот бил 32.741 денар. Во однос на декември 2013 година е зголемена за 4,2%. Стручни, научни и технички дејност, градежништво и дејности во врска со недвижен имот се секторите на кои се должи ваквото зголемување на просечната исплатена месечно бруто плата по вработен. Во однос на претходниот месец, зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен има во секторите стручни, научни и технички дејност, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли и други услужни дејности, објави денеска Државниот завод за статистика. На прагот на пролетната сезона, земјоделците треба да преминат низа агротехнички заштитни мерки. Лозарите и овоштарите, освен кроење, треба да извршат и прскање на овошките за заштита од штетници. Во овој период од годината, освен резидбата, кроењето на овошките, кој започна со празникот Свети Трипун, агрономите ги советуваат земјоделците да извршат и навремено зимско прскање, се со цел да ги заштитат овошните насади. По извршувањето на резидбата треба да извршат зимска заштита на овошките. Зимската заштита на овошките е неопходна агротехничка мерка, бидејќи доколку се изведе на време, а треба да се изведува редовно, поглавни препарати кои треба да се применат, препаратите на база на бакар и маслените препарати. Има и комбинирани препарати, например како црвеното масло, тоа е инсектицид, фунгицид и акарацид. Препорачувам луѓето, ќе нас има доста вар, варта е ефтина, да се испрскаат со син камен и вар, а у тоа да додат бело масло, ќе имат феноменална заштита и доколку понавреме ги извршат заштитата, ќе им биде добро, бидејќи може да идат со поголема концентрација, така да овошките ќе бидат очистени од монилија и од мов. При оваа заштита треба да се внимава на временските услови, при што 4 до 5 часа по прскањето не треба да заварне дожд. Освен овие агротехнички мерки, право време е и за подигање на нови насади. Време е сега за подигање нови насади. Оние луѓе кои планираат земјоделци да засадат нови насади, право време и колку понавреме се посадат новите насади, толку подобро. Само како за самата овошка, подобар е приемот, бидејќи им услови нема потреба од носење вода и така натаму. Има си почвена влага во овој период од годината и право самото растение колку понавреме посадено, право ќе се вегетира, нема да има загуби, бидејќи секој покасно садење на овошките има шанса до угинување и изумирање, бидејќи може да дојде до високи температури, нема толку влага да има, треба дополнително наводнување, носење на вода и така натаму. Доколку земјоделците навремено ги извршат сите овие агротехнички мерки, ќе го намалат и влијанието на инсектите и болестите врз овошките, а со тоа ќе имаат и богат род, велат агрономите.
Превенцијата е најефикасна заштита од болести на забите. Хигиенските навики и правилната исхрана се учат од мали нозе. Во основното општинско училиште Раде Кратовче во Кочани, децата се едуцира како правилно да ги мијат забите и која храна да ја консумираат. Како дел од активностите за реализација на проектот Родител предавач во основното училиште Раде Кратовче се одржа предавање на тема Превентивна заштита на забите за учениците од трето одделение. Предавањето го одржа доктор стоматолог Весна Величева. Целта на ова мое предавање е да ги запознаеме децата за правилно миење на запчињата, правилно одржување на оралната хигиена, со цел да се намали стапноста на расипување на забите. Денеска децата ќе ги запознаам со правилниот начин на миење на забите, правилна употреба на четката за заби, изборот на пастата за заби, исто така и за изборот на храната кој што ги содржи сите хранливи материи кои што се неопходни за правилен раст и развој на забите, нивна заштита, а воедно и на самиот организам. Директорката на основното училиште Раде Кратовче, Гордана Манева, задоволна од активностите кои се спроведуваат како дел од овој проект. Тоа е заедничка грижа за подобро воспитно образовен процес. Во училиштата и денес имаме поканет родител. Работилницата ја врши наш родител, а воедно за лекар во населба Оризари. И секако дека по нејзината професија темата е превентивна заштита на дечињата за нивните заби и ова обука ја врши на помала возраст, значи на учениците од трето одделение. До крајот на годината планирани се вакви слични предавања, се со цел учениците од основните училишта да се заштитат од болестите кои се јавуваат на нивна возраст. Регистрирани се 4 деца заболени од жолтица во Штип. Надлежните велат дека состојбата не е алармантна со оглед на тоа што лани во Штип беше прогласена епидемија од оваа болест. 4 деца се заболени од жолтица во Штип во периодот од 3 месеци, од кои 3 дечиња на возраст од околу 8 години се од реонот на Радански пат, а едно од улицата Широк дол. Директорот на Центарот за јавно здравје Вили Грков го потврдува ова, нагласувајќи дека бројката на заболени не е алармантна, имајќи предвид дека минатата година во Штип имаше епидемија на оваа болест и околу 90 лица беа заболени од истата. Овие деца болнички се згрижени и се пријавени. Според него, бидејќи станува збор за дечиња кои одат на училиште, во нивните училишта треба да се преземат мерки за да не се шири оваа болест. А родителите и наставниците треба да ги препознаат симптомите. Треба да се превземат сите мерки за дезинфекција на просториите и секојдневно треба да се чисти училиштето и просториите со средства. Финишира парковото уредување на локацијата 7 коли во Штип. Освен паркинг простор и парк, овие објекти стари повеќе од половина век ќе добијат и нови фасади. Од понеделник ќе започне уредувањето на дел од населбата 8 ноември. Наскоро комплетно ќе се уреди просторот кај 7 штипски коли. Целта беше градот да се среди урбано, а најдобро такво место беа 7 коли меѓу првите згради во Штип, направени пред 55 години. Малите проблеми со граѓаните се средија, откако луѓето сватија дека општината сака да го уреди овој простор, да се направи паркинг места, да се уреди хортикултурно, да се насадат нови дрвци и постават клупи, како и правењето на нови паркови, изјави градоначалникот Илчо Захариев. Овде престои средување на фасадите. Жителите ќе треба да направат само кровни конструкции, а општината ќе почне ќе направи фасадата на првата кула за да видат како тоа би изгледало и ќе се потрудиме без нивни надоместок со наши средства општински да ги завршиме сите фасади. Продолжуваме во населбата 8 ноември, една техничка населба, најголема населба во нашиот град, каде ќе почнеме со уредувањето на просторите кои сите згради. Веќе таму имаме соработка, значи жителите веќе сватија дека таму ќе работиме. Почнуваме од понеделник тоа да го средуваме. Потоа се префрлуваме во автокоманда. Сите оние згради кои се направени позади туш, околу нив, аргачи што видат одредени простори во самите згради кои се навистина несредини. Практично таму се и се што има, а нема урбана средина.
Тоа ќе го завршиме и ќе заокружиме со населбата Сењак. Во текот на вчерашниот ден, делот кај црквата Свети Никола и музеот доби нов лик. Оваа година се планира да се заврши реката Отиња, поради сите лоши искуства што се има поради поплавите. Коритото ќе се прошири, при тоа каскадното уредување ќе биде почесто за да не се прави штети. Полека градот Штип треба да биде единствен во кој нема да има лимени гражи. Општина Штип се подготвува за 22 март, денот на пролета. Распишан е литературен награден конкурс за децата со посебни потреби. Во тек и конкурсот за најинвентивни фотографии од Штип. Начинот на славење на празникот на пролета и 40 темачиници во Штип е на листата на нематеријални богатства на УНЕСКО. Општина Штип се подготвува за прославување на денот на пролетта 22 март. По тој повод, традиционално и оваа година општината распиша награден конкурс на тема Пролетта моја вечна инспирација. Конкурсот е наменет за две категории, значи за деца со посебни потреби и тоа деца со посебни потреби од основно образование и од средно образование. Темата на конкурсот ќе биде Пролетта моја вечна инспирација. Изработените творби потребно е да се доставуваат до општина Штип најдосна до 17 март. Потоа трочлена жири комисија ќе ги разгледа изработените творби, а доделувањето на наградите за најуспешните творби ќе се одржи на 20 март во фоето на Домот на културата со почеток во 11 часот. Учество може да земаат деца кои се вклучени во образовниот систем од основно и средно образование, под менторство на нивните наставници по ликовно образование. Се уште во тека и конкурсот кој го организира општина Штип и фотостудио Фотомак на тема Мојата фотографија говори за мојот град. Конкурсот беше објавен на 20 јануари, ќе трае до 18 март, значи се уште има време сите влюбеници во фотографијата да испратат фотографии кои што зборуваат за нивниот град, а се разбира најдобрите ќе бидат избрани официјално од стручно жири и ќе бидат представени на 22 март на денот на пролетта. Сите информации поврзани со конкурсите заинтересираните граѓани може да ги најдат на веб страната на општина Штип со цел исполнување на критериумите на веќе објавените конкурси. Од пред неколку години начинот на кој штипјани традиционално го прославуваат денот на 40 темаченици стана прво македонско нематеријално богатство на листата на УНЕСКО. Женскиот ракометен клуб Делчево првиот надпревар ќе го има во Свети Николе против Овче поле. Кошаркарите на Универзитетот Гоце Делчев ги започнаа надпреварите во првата лига. Викендов започнува пролетниот дел од женската ракометна кадетска лига на Македонија. Женскиот ракометен клуб Делчево овој викенд ја продолжува борбата за висок пласман во кадетскиот шампионат на Македонија. Екипата со успех ги заврши подготовките, а колку техничко-тактичката подготвеност во изминатиот период ќе го донесе посакуваниот резултат во продолжението од сезоната, ќе дознаеме веќе по првиот надпревар кој овој викенд ракометарките од Делчево го играат со екипата на Овче поле. Се надеваме дека овој надпревар кој се одржува во сабота на во недела на 1 март ќе го изиграме во се во најдобар ред. Екипата е комплетна. Ракометарките кои се школуваат во Скопје, Велес и Штип се добро подготвени, имавме можност да ги видиме овој викенд. Се надеваме на позитивен резултат и ќе влеземе, тоа ќе биде на добра увертира за второто коло со директниот конкурент за второто место, екипата на РК Вардар. Женскиот ракометен клуб од Делчево со право се надева на висок пласман, бидејќи на неодамно одржаниот турнир Вардар еден живот, една љубов, тие во генерациите 2000-2001 и 2002-2003 освоија злато и бронза, што сигурно позитивно ќе влијае на понатамошниот настап на младите ракометарки од Делчево. Кога сме кај ракометот, пак ракометниот клуб Регалница Плюс, екипа која е дел од Академијата на ракометниот клуб Металург, во недела со почеток од 9 часот и 30 минути, организира ракометен турнир на кој ќе настапат повеќе екипи од регионот кои исто така работат како дел од спортската академија на ракометниот клуб Металург од Скопје. Во рамките на редовното коло на првата кошаркарска лига на Македонија, вчера вечер во спортската сала Јордан Мијалков се одигра надпреварот помеѓу кошаркарскиот клуб УГД и кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје Аеродром. Ова е четврти надпревар сезонава помеѓу овие две екипи. Надпреварот се одвиваше во најдобар ред.
Неизвестност имаше само во првата четвртина од надпреворот која заврши 22:22. Сепак гостите ја преземаа контролата. Во континуитет ја зголемуваа предноста која достигна и до +20. Актуелниот кошаркарски клуб МЗТ Скопје Аеродром беше поуспешен од кошаркарскиот клуб УГД со што постигна победа со резултат 88:73. Кошаркарскиот клуб УГД останува на 7-то место на табелата, а во следното коло гостува во Кавадарци. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.